Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Продолжуваме со 9-тиот член од символот на верата, тој гласи: во една света, соборна и апостолска црква. Во овој член се зборува за црквата Христова. Претходно зборувавме во првите лекции за црквата, но еве пак да се подсетиме. Што е црква? Црквата е заедница на луѓе кои веруваат во исти Бог, Света Тројца, исповедуваат исто учење, исти свети тајни и исто свето богослужение. За нас, православните христијани, црквата е богочовечки организам, заедница со Бога, тело Христово. Господ Исус Христос му рече на апостолот Петар: а јас ти велам, ти си Петар, и на тој камен, на верата цврста како камен, ќе ја изградам црквата своја. Матеј 16:18. Апостолот Павле на Ефесјаните им пишува исто: црквата е Христово тело, полното на оној кој исполнува се. Ефесјаните 1:23. Потеклото на православната црква е од првобитното христијанство и незината основа е библиска. Преку Светиот Дух, кој обитава и живее во црквата, самиот Бог е присутен во неа. Христос ја оснива црквата, а преку неа да се продолжи Христовата спасителна дејност до крајот на светот, односно до неговото повторно доаѓање. Црквата е основана од Господ Исус Христос, а светите апостоли Петар, Павле, Савле и други христијани доброволно, а не со сила, ја расширија. И покрај злобното прогонување од римјаните, се до 313 година, таа најпрво се расшири во Галилеја, во Јудеја, а потоа и во медитеранските земји, а постепено и меѓу другите народи во Африка, во Индија, во Русија и така натаму. При второто и третото мисионерско патување, светиот апостол Павле дојде во Македонија и така христијанството преку Македонија влезе во Европа. Дела апостолски 16-19. До 10 век Европа беше скоро целосно христијанизирана, а подоцна христијанските мисионери Евангелието го проширија и во останатите делови на светот. Денес околу 30% од луѓето во светот се христијани. Црквата учествува во Божјото царство на земјата, кое го сеченуваат верниците и свештенството. Со овој член од символот на верата се вели: верувам во една, црквата е една затоа што Господ е еден. Црквата е единствено тело Христово, обединета во верата, во една глава Исус Христос. Таа е и единствена затоа што надвор од црквата нема спасение. Надвор од црквата се некрстените и оние кои не го признаваат Божјото постоење. Поделбата на помесни и автокефални цркви не го нарушува единството на црквата, тоа е само административна поделба. Црквата е света. Света се нарекува затоа што е осветена од Светиот Дух преку светите тајни, со цел да ги осветува верните и да ги спасува од гревот. Господ Исус Христос е глава на црквата, незин управител и раководител, осветувајќи ја преку светите тајни и други спасоносни средства, правејќи чуда и пројавувајќи милосредност. 1 Коринтијаните 12:1-11. Црквата се нарекува соборна, затоа што е наменета за сите луѓе и за сите народи и за севкупниот народ Божи низ сите времиња и сите места, проповедајќи ја полнотата на вистината на целото човештво. Таа уште се нарекува и универзална. Во овој член црквата е наречена и апостолска, затоа што е утврдена од светите апостоли.
Црквата ќе постои се до свршетокот на светот и ништо не ќе може да ја уништи. Таа обстана во најсилните прогонување во првите векови. Црквата, како добра мајка и учителка, не учи на Христовиот пат, упатувајќи ги кон вечното спасение и во вистинската православна вера. По незиното учење за верата и за моралот, црквата е непогрешива. Тоа што понекогаш се случува некои нејзини членови, вклучувајќи ги и свештените лица, да направат некои грешки, не ја нарушува незината светост. Светиот Дух овозможува и ја инспирира црквата правилно да ја толкува Библијата, особено специфичните места и да не упатува и на она што е запишано. Јован 21:25. Црквата најнапред ја комплетира и публикува Библијата, а потоа ги запиша и објасни незапишаните Христови и апостолски проповеди и учења. Тие го сочинуваат светото предание, кое е објаснето во учењето на светите отци, како свети Василije Велики, свети Атанасий Александревски, свети Кирил и свети Методи, свети Климент и свети Наум и други. Потоа сведочењето на набожните христијани, како Марија Магдалена, Јосиф, Никодим, и одлуките на вселенските и помесните собори. Сите тие го сочинуваат светото предание. Светото писмо, Библијата и светото предание заедно го сочинуваат светото Божјо откровение. Откровение значи вистини откриени од Бога. Црквата му служи само на Бога, а светите тајни, особено светата литургија, која се извршува насекаде во светот, им дава посебна благодат Божја на луѓето за нивно осветување и утврдување во верата. Ако го погледнеме црковниот календар, ќе видиме дека црквата го прославува Бога, неговото дело, животот на Господа Исуса Христа, на света Дева Марија, Пресвета Богородица, го прославува делото на светителите преку празниците, како што се Божик, Великден, недела, свети Климент, свети Наум, Благовештение, свети Никола и така натаму. Храмот е место каде се извршуваат светите богослужби, како вечерна, утрена, света литургија и други. Иконите, на кои ни се представени ликови на светите и настани од христијанската историја, од создавањето на светот до прославувањето на небото, се наоѓаат исто така во храмот. Тие ни помагаат уште повеќе да го сакаме Бога, да ја сакаме Света Богородица и сите светии, укажувајќи ни дека и во ова тело, тоест во овој земен живот, можно е да се живее свето и богоугодно. Иконите и фреските во храмот се напишана Библија без зборови. Сите Божји угодници, канонизирани, знајни и незнајни, кои ја сочинуваат Небесната црква, се во меѓусебно единство, во единство со верниците на земната црква. Ова единство на светиите, особено е изразено на светата литургија. Парохијата е основната ќелија на црквата. Повеќе парохија сочинуваат епархијата, а повеќе епархии една помесна црква. Сите помесни православни цркви заедно ја сочинуваат една света, соборна и апостолска православна црква. Слично е, но не иста, и организацијата и во Римокатоличката црква, со тоа што поголемо внимание му е дадено на Ватикан како центар на управување. Протестантите и реформираните цркви и сектите се организирани поинаку, бидејќи тие одстапија од правилното учење и од светите тајни. Екуменизмот кој се среќа во денешно време е ново движење кое се обидува повторно да ја обнови и обедини црквата Христова во една целина.
единството помеѓу источната православна и западната римокатоличка црква беше прекинато во 1054 година, а во 1517 година од римокатоличката црква се издвојуваат протестантските цркви. Што значи зборот православен? За ова малку зборувавме на почетокот на нашите предавања. Зборот православен означува правилно учење и доаѓа од двата старословенски зборови право, што значи право, правилно, и слави, славење, или учење и верување. Како што погрешните учења и делбите во раното христијанство се зголемуваа, заканувајќи се да го затемнат идентитетот и чистотата на црквата, затоа таа терминот православна заслужено и го присвои. Мнозина луѓе себе си се нарекуваат христијани, но немаат духовна врска со Христа. За таквите Христос вели: не секој кој вели Господи, Господи ќе влезе во Царството Божјо, туку оној кој ја исполнува волјата на мојот Отец Небесен. Матеј 7:5. Христос исто така предвиде дека мнозина ќе велат за себе: јас сум Христос. Мнозина ќе се појават во мое име велејќи: јас сум Христос, вели Господ Христос. Матеј 24:5. Светите апостоли во нивните посланија нагласуваат дека лажни носители на Христовото име се појавиле уште во нивно време. Тие нагласуваат дека сите оние кои отстапија од учењето Христово, значи не го прифаќат како свое, тие излегоја од нивните ученици да ги држат настрана оние кои не ги... Тие излегоа од нас, но не баш наши, но не беа наши, вели Јован 1:2-19. Внимавајќи пак кон кавгаджиите и оние кои не се согласуваат во мали работи, 1 Коринтјаните 1:10, истовремено апостолите стриктно наредуваат нивните ученици да ги држат настрана оние кои не го пренесуваат правилно учењето Христово. 2 Јован 1:10. Господ преку откровението дадено преку свети Јован Богослов жестоко ги осудува оние кои, нарекувајќи се себе си верници, не постапуваат во согласност со нивното име. Во таков случај тоа е нивна пропаст. Православен христијанин е оној кој го исповеда вистинското правилно учење Христово и живее според него. Припадноста кон православието подразбира прославување на Небесниот Отец низ целиот наш живот. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Отец Небески, вели евангелистот Матеј 5:16. Но вистинското прославување на Бога е можно само доколку правилно веруваме и истото го пренесуваме не само со зборови, туку и со дела. Живееме согласно со Божите заповеди. Оттаму ќе речеме дека вистински православни христијани се оние кои правилно го прославуваат Бога. Преку зборот православни, ние ја исповедаме нашата непоколеблива увереност во правилноста на верата и во вистинитоста на Христовото учење. Кога ние го нарекуваме некого или нешто православен, со тоа потврдуваме дека тој не е фалсификат и дека е некорумпирано христијанство. Така ја отфрламе лажната припадност кон Христа. Амин.